Секој ден иста песна. Македонија чека, ама кога ќе дочека вакцини? Прашање за $1.000.000. Србија се понуди да помогне. Филипчи покрај очигледните компликации со бирократските процедури, уверува дека нема пречки да ги добиеме договорените 8.000 дози. За сега единствено е сигурно дека разговорите со српските власти се во тек. Сметам дека ние тука сосем добро може да го спроведеме процесот на имунизација. И благодарам на поканата и официјално да се заблагодарам, меѓутоа ние ќе останеме тука да ги вакцинираме сите наши граѓани по приоритет, така како што се дефинирани групите. Вчера имавме разговор со представништвото на Pfizer во Белград, кој што практично е посредник со нивната адвокатска канцеларија во Њујорк на хедквотерсот, и таму се работи на двата договори. Прво, нашиот драв договор за нашите 800.000 дози, и второ, дозволата да српските власти ги дадат фајловите кои што треба за да ние ги увеземе тие вакцини од нивната земја. Очекувам денеска повторно разговор. Ни укажаа дека се под навистина голем притисок комуникација со буквално сите земји. За да ги добиеме вакцините од Pfizer со директниот договор, мора да се направат законски измени. Ние и сега имаме различни механизми. Доколку сакаат, може да се користи истата измена во законот. Така да ова измена не е ексклузивна за оваа компанија, туку за сите кои што евентуално би сакале да вакцинираат производ без да имаат тука локален представник веледрогерија. И преку Ковакс системот нема да биде лесно, судејќи според изјавите на челниците на Европската Унија. Председателката на Европската комисија по самитот на ЕУ, на кој се зборуваше и за вакцинацијата, не можеше да каже конкретен рок кога земјите од Западен Балкан ќе добијат поголеми количини на вакцини. Очигледно е дека преку Ковакс механизмот во моментов е тешко да се набават вакцини, па затоа воведуваме нова рута, односно механизам во Европската Унија за набавка на дози преку земјите членки, кои потоа ќе може да ги донираат на трети земји, како на пример во соседството на Западен Балкан. Од Агенцијата за лекови Малмет не сакаат да коментираат за тоа која е разликата помеѓу добивањето на вакцини преку интервентен увоз и регистрирани вакцини, потенцирајќи дека немаат прецизни детали од страна на Министерството за здравство.